Добар ден, криптоентузијасти. Денеска имаме интересно видео пред нас. Станува збор за liquid staking. Имаме мала рокада, нормално направена поради денешниот празник, тоа е 8 март, за кој што ќе поразговараме малку подоцна. Ова е досегашната недела која што успеавме да ја реализираме, со тоа што, знаете сами, во вторникот имавме Redcast подкаст, тоа беше снимено во нашето гостување во Македонија во текот на февруари. Потоа имавме Altcoin Investi, овие две беа изротирани, но во секој случај ги добивте двете, значи и макроекономија и крипто, како и патрозаниците низиниот лайвстрим, така да во оваа ситуација се беше средено, се беше доставено до вас. И денеска ќе имам исто така мала рокада со цел да направиме нашата публика да има поголем пристап до нашите содржини, односно денеска нашата понежна половина, иако во помала бројка, тоа не го менува фактот дека нас ни се многу битни, не би сакале да го пропуштат лайвстримот за лов на врв, кој што го преместуваме за недела, а денеска очекувате дека ќе имаме во оваа ситуација liquid staking. Тоа е практично видеото со кое што ќе објасниме што е liquid staking. Тоа требаше да биде специјално неделно видео уште претходната недела, но поради случување на пазарот моравме да го одложиме, така да нели. Динамични сме со цел да угодиме на сите оние кои што гледаат нашиот канал. Како што ќе кажавме, значи денеска ќе погледнете liquid staking, тоа е 133-тото видео од напредниот курс за техничка и фундаментална анализа, додека исто така во недела ќе имаме лов на врв наспроти денешното видео, каде што во недела, тоест утре, негде околу 8-9 часот навечер, очекувате дека ќе имаме лайвстрим, каде што ќе работиме на темата лов на врв по ваш избор, нормално, тоа се од гласовите на самиот почеток на оваа недела. Сега би сакал да им посакам среќен 8 март, но не на начин кој што тоа моментално се прави дома, за жал. Значи моментално од комплетно погрешни причини се слави 8 март, во денешно време за жал нашиот понежен пол дури заборавил која е поентата на 8 март, која е реалната борба за нивна слобода, меѓу кои би напоменала и финансиска слобода, која што една од главните работи кои што се обидуваме да ги направиме на нашиот канал. Така да би рекол дека ова е уште побитно за нашиот понежен пол, кој што за жал се уште се наоѓа во некоја, тоа е реалноста, барем на Балканот, уште повеќе се наоѓа во некоја подредена состојба. Така да би сакал да им посакам на оние кои што го гледаат нашиот канал од понежниот пол, нашите девојки и жени, да посветат многу повеќе внимание, затоа што, верували или не, ова е 3 пати побитно за нив, колку што е битно за нашиот, да речем, машки посилен пол. Идејата е дека мене ако ме прашувате, јас сум пораснат од цврсти, силни жени, значи сум видел што значи тоа да биде мојата мајка, сите оние жени кои што биле во мојот живот цврсти и силни и секогаш имале поддршка во тоа. И уште еднаш ќе напоменам, за жал во денешно време нашиот понежен пол наместо да го слави ова во кафана, треба да направи нешто повеќе околу нивните права, нели, нема да попувам овдека, но идејата ми е дека мојот канал се обидувам да биде еден од оние медиуми преку кои што ќе ги охрабриме, ќе ги подигнеме на повисоко ниво нашите дами, а не обратно. Така да уште еднаш, среќен 8 март, дами, и се надевам дека и понатаму ќе продолжите да следите нашиот канал. Финансиската независност за вас е уште побитна од моменталната ситуација кај мажите. Мислам дека се разбираме. Не беше кажано во негативна намера, но верувам дека со најдобра намера ќе го разберете ова. Значи, за жал се малку на дамите, се надевам дека ќе се приклучат повеќе во иднина, но на сите нека име среќен 8 март и се надевам дека ова што го работам ќе ви помогне во вашето сопствено самостојување, посебно од финансиски карактер. Дополнително да не забораваме дека веќе беше обработена и како што кажавме, гледавте епизодата на Redcast, тоа беше подкастот со нас, кој што беше на некој начин иницијален, значи да се запознаеме, така да немаше многу материи, иако беше 2 часа самиот подкаст. За мај по ваше апсолутно барање, гледате и сами, значи на повеќе платформи, 132 гласа на Facebook за и понатаму ако продолжиме на најразлични платформи, гледаме дека огромен интерес да снимиме втор ваков подкаст. Тоа ќе биде во мај, знаете, сами во 17 и 18 имаме конференција за крипто во Македонија, а пред тоа негде на 15 или 16 ќе се сретнеме повторно со Redcast, за да снимиме уште еден интересен подкаст, овој пат за геополитика и макроекономија, верувам дека ќе биде интересен. Овдека е нормално, мораме да напоменеме и втората македонска криптоконференција, која што ќе се одржи на 17 и 18 мај 2025 година во амфитеатарот во Младинскиот парк во Вегас. Повеќе информации наскоро, знаете и сами, значи Криптофил и ние, Криптогемиџија, сме организатори на оваа втора поред крипто македонска конференција,
и се надеваме дека истата и во иднина ќе продолжи оваа традиција еднаш годишно, со тоа што овој пат ќе биде 2 дена со многу повеќе говорници. Наскоро ќе добиете и програма, не се секирете, се уште работиме на сето ова, но уште јас би напоменал, би било добро доколку се пријавите дека ќе доаѓате ако планирате да дојдете на овие 2 дена. Зошто го велиме ова? Затоа што не заборавајте дека на крајот од денот, значи може да се случи пример да биде врнежливо времето и во оваа ситуација може да се случи да мораме да го промениме локалитетот каде се тоа ќе се одржува. И сега зошто е тоа толку битно? Затоа што доколку знаеме колку луѓе ќе дојдат, ќе биде многу полесно за нас да можеме да најдеме соодветно место. Така да се што бараме од вас е на нашата страна, тоа е Crypto Gamidžija на Facebook. Значи сега ќе ви покажам на самиот врв од страната, значи моментално е ставена, погледнете, сега значи ова е нашата страна Crypto Gamidžija, на самиот врв гледате upcoming event, значи слободно кликнете овдека и пријавете се за вашето присуство, за да знаеме колку луѓе ќе доаѓаат и на тој начин да обезбедиме соодветен простор доколку ова треба да се одржува негде под покрив. Се разбираме, затоа што амфитеатор кај нас моментално е на отворено. Значи гледаме дека само 39 луѓе доаѓаат, биве замолил доколку доаѓате да се пријавите, за да имаме представа колку луѓе ќе бидат присутни на 17 и 18 мај. Така да, верувајте ми, тоа ќе биде една многу интересна организација, се надевам дека нормално ќе помине се во ред, ќе дадеме се од себе нормално тоа да биде така. А на нашата страна Crypto Gamidžija, сите оние кои што се потенцијално нови, значи нашите две портфолија кои што ги водиме, тоа е нашето лично портфолио кој што го водиме како едукацијно портфолио за каналот, како и второто портфолио кое што е во сопственост на каналот. Може да ги најдете на овие два линка заедно со нашите социјални мрежи, така да преминете преку нив, направете фолоу за да имате дополнителен материјал, затоа што ние објавуваме многу повеќе од овие видеа кои што моментално ги гледате. Нормално сите овие настани се по покровителство на членовите на нашата Patreon заедница. Како што ви кажеме, ова е посебна апликација која што може да најдете на patreon.com. Тоа е практично форум апликација која што дозволува на нашите членови да комуницираат со нас и меѓу себе нормално, со тоа што една од главните работи кои што ги добиваат е сите овие материјали кои што ги креираме, прво ги добиваат они, а потоа ги добиваат сите останати членови на нашата заедница на YouTube каналот. Со тоа што втора работа е овие чатови кои што ги гледате овдека, значи ова се најразлични чатови со најразлична тематика, каде што секој од нашите членови допринесува со своја едукација, анализи и така натаму. На тој начин имаме една силна заедница која што посебно во овие, да речам, малку по негативни времења помага во тоа да видиме каде моментално се ногаме на овој пазар. Така да идејата е да имаме една силна заедница која што ќе помага во сето она што се случува на пазарот. Имате директни пораки до нас, како и нормално еднаш месечно имате посебен тип на лайвстрим. Тоа беше во текот на оваа недела во средата, го погледнавте на нашиот канал во четвртокот, каде што сите овие членови директно разговараат со нас преку Microsoft Teams, како и нормално овдека го имате табот на Crypto Mining, тоа е практично моментално табот на CryptoPil, кој што во соработка со нас ги споделува сите негови видеа директно на нашата Patreon заедница. Дополнително овдека го имаме и Gamidžija онлайн кооперација како профил на Facebook, кој што се занимава со креирање на некои интересни, да речем, рекламни материјали. Во оваа ситуација имаме моментално Blue Zone и мајца на кратки ракави кои што се во изработка. Значи период за жал за нарачка на овие веќе заврши. Наскоро ќе бидат доставени до нашите гледачи. Значи понатаму ќе имаме нови дизајни, но овие два наскоро ќе бидат доставени до нашите гледачи. Се извинувам малку за доцнењето, но за жал пак ќе кажам, организирањето од Малта во Македонија не е лесно, верувајте ми. Се обидуваме што можеме подобро да го завршиме сето тоа. И да не забораваме дека во секој од нашите видеа во дескрипција може да го најдете токму ова. Линк до Patreon заедницата, како и линк до Crypto Gamidžija онлайн кооперација. Сега ќе продолжиме со денешната тематика, само момент. Значи ќе разговараме, како што ќе кажаме, за liquid staking и liquid restaking. Многу битна тема, затоа што на крајот од денот, значи ова е една од главните теми кои што треба да ги научиме, затоа што ова е следниот напредок на оваа технологија и е многу битен, ќе видите зошто. Затоа што во традиционалните финансии вакво нешто ни по точка разно не може да се реализира и гледаме колку само напред моментално се децентрализираните финансии преку ваков тип на технологија која што неоспорно е многу добра. Сега нормално за да се запознаеме со оваа тематика, прво треба да се вратиме на најосновните поими, затоа што потенцијално некои од вас можеби не ги знаат овие поими. Накратко ќе ги објасниме за да разбереме што е тоа DeFi, што е staking, што е liquidity и што е токен и коин.
Тоа се основните 4 поими кои што треба да ги знаете и кој е нивното значење, со цел да може да разберете што разговараме за risk taking и liquid staking. Значи, DeFi самата по себе представува многу јасна, да речем кратенка од децентрализирани финансии, односно обратно од централизирани финансии, тоа се финансии кои што се реализирани на блокчейн, кои што не се директно контролирани од никој, кои што се целосно слободни, не може да бидат ограничени, не може да бидат забранети, банирани, затоа што се on-chain. Така да во оваа ситуација DeFi секторот се наоѓа on-chain и представува децентрализирани финансии реализирани преку токени, коини, нормално на во оваа ситуација блокчейн. Сега, без разлика на кој блокчейн е, се што представува меѓусебна размена, трговија, позајмување и така натаму на еден блокчейн представува децентрализирани финансии. Стейкинг представува пак заклучување на сопствените токени со цел обезбедување на еден блокчейн. Односно, колку повеќе токени се заклучени под стейк, толку повеќе, сега овдека нормално станува збор за proof of stake типови на блокчейн, толку повеќе вие практично го обезбедувате овој блокчейн. Значи, толку помалку токени моментално има на пазарот и колку повеќе се заклучени, нормално, толку помала е шансата да имаме некаков проблем или масовно губење на ликвидност и така натаму, што практично го дава големиот процент на стейк токени тоест коини на еден блокчейн. Дополнително за секој стейк кој што вие го ставате за обезбедување на протоколот, на блокчейнот, добивате одредена награда, која што ја добивате во процентуална застапеност на годишно ниво најчесто и нормално сега секој од овие блокчейни има различен тип на тоа како ја дава наградата, ја добивате во тип на стейк на местото каде што правите стейк со вашите токени. Сега, третата работа, значи знаете, верувам дека поголемиот дел од вас веќе направиле некогаш стейкинг, значи ова не е ништо ново, не е ништо страшно, но нели би морале да го објасниме затоа што голем дел од луѓето потенцијално не направиле вакво нешто, па за нив е нов поим. Следна работа која што треба да разговараме е ликвидност. Што уствари представува ликвидност, затоа што кога некој ќе ви каже дека некој токен е ликвиден или не е ликвиден, треба да разбереме што истото значи. Односно, ако земеме споредба помеѓу недвижност и кеш, знаеме дека за да најдете купувач за вашата недвижност потребно е време. Дури ако го најдете, со сите оние процедури кои што се потребни за се тоа да се реализира, значи многу тешко и многу време е потребно и процедурата е многу долга за вие практично да ја претворите оваа недвижност во ликвидна форма и да ја продаете. Така, значи практично моментот кога вие ја продавате, куќата е практично ликвидна, но тоа е многу тежок процес да се реализира. Така, за разлика од тоа, кешот е нешто што е многу поликвидно и многу полесно може да се реализира и поради оваа причина, значи разликата помеѓу недвижноста и кешот е сосема обратна. Кешот во било кое време, било каде може да го замените за друг тип на продукти и услуги. Така, што значи дека го прави како многу ликвидна ствар. Слично на DeFi секторот, каде што реално токените и коините имаат висок степен на ликвидност затоа што постојано се барани на пазарот и постојано се разменувани, значи дека постојано има интерес за истите, а колку поголем интерес и колку е полесна процедурата истите да бидат заменети, толку и поликвидни се сами по себе. И последната работа која што треба да објасниме, нормално токени и коини, со тоа што коините се практично оние коини како Ethereum, како Cardano, како XRP, како имате еден куп Stellar, Polkadot и така натаму кои што имаат свој блокчейн. Тоа се основните коини на овој блокчейн кои што најчесто се користат за трансакции, за стейкинг и така натаму. И за физ нормално. Додека токени представуваат второстепени видови на коини кои што постојат на одредени апликации кои што се изградени на овие блокчейни. Тоа е разликата. Што значи дека токените сами по себе немаат свој блокчейн и се зависни од блокчейнот на кој што се изградени. Зошто е битно ова? Затоа што вие матично кога правите стейкинг, вие правите стейкинг на коини. Значи вие не може да правите стейк на токен, дури да имате таков тип на стейк, тоа не е стандарден стейк. Тоа е нешто што ви го нуди апликацијата. Значи не е стейк како што тоа е моментално ситуација на proof of stake типови на блокчейн, каде што вие практично заклучувате одредена количина на своите коини кои што се матични за овој блокчейн за да добиете награда како стейк. За разлика од тоа, токените сами по себе во основа немаат стейк затоа што немаат свој блокчейн. Некои од нив потенцијално имаат стейк, но тоа е веќе сосема друга тема и не е поврзано со така речено блокчейнот, тоа е одлука на самата апликација да додели одредена количина на токени како награда за заклучување на вашите токени. Но како и да е, сега разговараме во основа која е разликата, значи уште еднаш. Коините имаат свој блокчейн и се практично ставени под стейк на истиот, токените немаат свој блокчейн и најчесто представуваат репрезентација на апликации на одредени блокчейн.
Сега, што е liquid staking, да разбереме? Значи, во основа, liquid staking представува ситуација во која што кога ќе ги заклучите вашите токени, тоест извинувам, коини. Во оваа ситуација да речеме ќе го земеме како пример Ethereum. Значи, ако вие ги заклучите вашите Ethereum коини, вие добивате награда. Моментално наградата е негде околу 4% на годишно ниво, што значи дека ако вие една година ги заклучите вашите Ethereum токени, да речеме се заклучиле еден Ethereum, вие ќе добиете 1,04 на крајот на оваа година. За разлика од тоа, кога станува збор за liquid staking, има посебен тип на така речено апликации кои што се изградени на Ethereum мрежата, кои што ви даваат токенизирана репрезентација на коините кои што сте ги ставиле под стейк, и овие токенизирани репрезентации може да бидат користени и понатаму внатре во системот за продажба, трговија и за други типови на DeFi услуги. Сега, како е тоа направено? Значи, да речеме, интересно објаснето со еден пример. Значи, замислете дека имате $500 вреден Ethereum, кој што вие практично го заклучувате од една недела до 4 години, не е битно колку, со цел да ја обезбедите мрежата на Ethereum. Во исто време, преку овие liquid staking услуги или тип на апликации, пулови, како сакате, добивате практично иста таква количина на Ethereum во верзија на токен, S-ETH. Така, значи ова не е оригиналниот ETH, туку е staked ETH. Значи тоа е во стейкирана верзија на Ethereum коините кои што сте ги заклучиле на овој блокчейн. Ваквата стейкирана верзија од $500 е исто така толку вредна колку самиот Ethereum кој што вие сте го заклучиле. И истиот може да биде користен во склоп на DeFi секторот на сите апликации кои што примаат ваков тип на стейк токени. Тоа ќе го покажем малку подоцна, на крајот во видеото имаме точно кои типови на апликации ова го прифаќаат и ова се нарекуваат liquid stake token. Значи тоа се LSTs, така се нарекуваат на англиски. Што значи дека вие, иако вие заклучени Ethereum и постојано добивате стейк, во исто време неговата вредност во склоп на самиот DeFi сектор може да ја користите во истата нејзина вредност. Што значи дека вие сега овие stake it. И сега зошто е ова толку битно? И зошто ни дозволува мрежата да правиме вакво нешто? Значи ова е како да ви даде некој да имате практично два пати да користите одредена сума на пари. Така. Значи многу луѓето би се размислиле, чекај, ова е, значи нема логика, така. Значи вие добивате и награда, вас ви се заклучени парите, а дополнително ви ги даваат пак да ги користите, така. Сега, значи ова е направено со цел да се реши еден проблем кој што досега го има на proof of stake типовите на блокчейн, односно да се обезбедува мрежата преку заклучување, а во исто време да се обезбеди и ликвидност на екосистемот. Односно, каде е овдека проблемот? Колку повеќе луѓе прават стейкинг на своите коини на еден proof of stake блокчейн, толку повеќе нормално истиот е безбеден, така. Но во исто време, колку помалку имаме ликвидност на овие коини на самиот блокчейн, што значи дека ако се заклучени, истите не можете да ги тргувате, не можете да ги позаемувате, што значи дека се помалку и помалку ликвидност имаме на овој блокчейн затоа што коините се заклучени по стейк. Што значи дека се повеќе е бавен, значи во оваа ситуација имаме повеќе ризици кои што се поврзани со токму оваа проблематика. На тој начин имате ситуација во која што децентрализираните финансии кои што постојат на овој блокчейн ќе бидат многу помалку ефективни затоа што нема толку голема ликвидност. Поголемиот дел од коините се заклучени по стейк. Така, додека од друга страна, колку повеќе луѓе ги чуваат токените ликвидни, тоест извинувам, коините ликвидни не ги заклучуваат, значи толку повеќе нормално ќе имаме ликвидност, ќе имаме побрз ќе биде самиот блокчейн, ќе имаме ситуација во која што нормално токените ќе имаат повеќе практично корисност на самиот блокчейн. Сега за да се реши, да се направи еден тип на баланс, преку ситуацијата со која што на луѓето им се дозволува да имаат liquid staking, они може во исто време да ја обезбедуваат оваа мрежа и да даваат ликвидност на истата. Се разбираме? Што значи дека преку liquid staking вие не морате да бирате помеѓу едната и другата страна. Односно, наместо да имате ситуација во која што ќе имаме повеќе сигурност или пак помалку сигурност, или повеќе ликвидност и помалку ликвидност, имаме ситуација обратна, каде што сега вие во исто време имате максимална сигурност затоа што коините се заклучени, а дополнително имате ликвидност затоа што DeFi апликациите на овој блокчейн дозволуваат тргување со ваков тип на staked коини, односно токени. Така. И на тој начин вие практично го решавате овој проблем каде што претходно требало да се одбере што практично ќе биде приоритет на оваа мрежа.
Сега, нормално, овдека треба да разбереме дека има и одредени ризици кои што постојат при самиот стейкинг, а дополнително пак ликвид стейкинг и рестейкинг. Значи, првиот момент на така речено страв кој што постои на пазарот или потенцијален ризик е фактот дека кога вие ги ставате своите токени, односно коини на стейк, вие практично ризикувате да бидете нападнати. Се разбираме, затоа што на крајот од денот станува збор за смарт контракт кој што вие го врзувате со вашите коини токени, дури и кога се од вашиот новчаник. Самиот момент кога вие користите вашиот новчаник за подпишување трансакции онлайн, не може човек да ви ги земе вас токените, коините од новчаникот, но со самото тоа што потенцијално некој од овие смарт контракти може да има malicious софтвер, на него malware, практично вие влегувате во потенцијален ризик нешто да се случи со вашите коини, односно токени. Ова е енормно мала шанса да се случи, но најчесто луѓето кои што немаат доволно познавање, би рекол овдека вклучувајќи ми и мене, доколку имаме некаков тип на лош софтвер на сопствената, односно сопствениот компјутер, може да се случи вакво нешто. Дополнително, значи пак, ова е многу мал ризик, но мора да го спомнеме. Дополнително не заборавајте дека волатилноста на цената на овие коини и токени е исто така многу битна, затоа што доколку вие направите стейк на вашиот коин, значи има ситуација во која што истиот ќе биде заклучен, неговата цена на пример експлодирала и вие не можете моментално да го продадете затоа што истиот е заклучен, е под стейк. И обратно, доколку неговата цена екстремно паѓа, вие не можете да го отклучите се додека не помине времето за да можете да го продадете. Дополнително, дури и се случувало во одредени ситуации, значи стейк верзијата на овој коин да направи дипек од неговата цена, односно да се случи неговата стейк верзија да биде пониска или повисока вредност од неговата вредност која што е заклучена. Значи имајте го тоа предвид, тоа е поради одредени варијации, сега е премногу комплицирано, нема да објаснувам овдека премногу околу тоа, но се случува некогаш поради ликвидност. Најчесто поради ликвидност се случува да направат дипек. Како и да е. Ова е еден од ризиците кој што може да се појави при стейкинг генерално, со тоа што овдека имаме и друга ситуација во која што не заборавајте дека fees исто така представуваат еден од ризиците кои што се појавуваат при стейкинг, рестейкинг и користење на овие така речено коини, односно токени. Зошто го велиме ова? Знаете и сами дека Ethereum самиот по себе како блокчейн има голем процент на fees. Што значи дека ако вие моментално ги користите вашите стейк и за одредени трансакции, тргување, што и да правите моментално во многу голема фреквенција, може да се случи да ја намалите нивната вредност и на тој начин практично да не можете да го добиете целиот оној Ethereum кој што вие сте го заклучиле на самиот почеток. Односно, вие ќе добиете од тој заклучен Ethereum во стейк само толку колку што имате во противвредност на вашиот стейк ит. Во превод, ако вие продадете дел од вашиот стейк ит, оној кој што го поседува тој стейк ит ќе има право да отклучи она количина која што сте му продале од вашиот Ethereum кој што е ставен под стейк. Имајте го тоа секогаш во предвид. И fees може да ја намалат неговата вредност. Дополнително, оно што го зборувавме, значи периодот на време по кој што се заклучува одреден коин, најчесто исто така представува проблем, затоа што вие не можете да го отклучите. Можете да го продадете во неговата стейк верзија, но не можете да го отклучите. Што значи дека некогаш сте така речено заглавени да мора да чекате овој локап период да заврши. Сега, следно нешто за што ќе разговараме, да, ова го објасниме за liquid staking, се извинувам, следно нешто за што ќе разговараме е restaking. Односно, верувале или не, покрај фактот дека вие имате право да направите liquid staking на вашите токени, ние имаме ситуација во која што сега овие веќе liquid stake токени кои што сме ги добиле од количината која што сме ставиле по стейкинг, можеме да ги искористиме за втор пат да ги ставиме по стейк, верувале или не. Односно, оваа опција се појави со EigenLayer, тоа беше посебен тип на надграбба на Ethereum блокчейнот, кој што моментално дозволува, верувале или не, втор пат стейкинг на вашите веќе ставени под стейк Ethereum токени. Со тоа што истите не мораат да бидат на Ethereum втор пат ставени. Многу често истите може да бидат префрлени на друг тип на блокчейн или пак да бидат дадени на апликации кои што во ваше име ваквиот стейк ит ќе го користат како за Ethereum, така и за други блокчейни. Односно, многу често се случува ваквиот стейк ит кој што вие сте го добиле како токен од ставање на Ethereum по стейк, да го дадете на одредени апликации кои што потоа го користат истиот
за обезбедување и на други блокчейни, како Layer 2, например, каде што практично овој Stake It го преместува преку мостови на други блокчейни и при тоа обезбедува и други блокчейни со вашиот Stake It. Значи дека ова е веќе рестейкинг, така? Значи тоа е како дупло да сте го ставиле по стейк вашиот Ethereum. Со тоа што зошто се случува ова? Еве овдека е ставено како пример со Tether. Да речеме дека Tether има самиот по себе свој блокчейн во оваа ситуација. Значи фактот дека Tether нема толку голема ликвидност како Ethereum, знаете и сами дека Ethereum мрежата со огромната количина на Ethereum по стейк представува втора по сигурност мрежа во светот веднаш после Bitcoin, зборувам за било каков тип на компјутерска мрежа. Од каде потекнува? Од бројот на стейк токени, како и од бројот на нодови кои што се грижат за обезбедување на мрежата и кои што добиваат награди за запишување на трансакции. Сега, преку рестейкинг, Ethereum блокчейнот, преку EigenLayer, моментално може да понуди заштита од Ethereum мрежата на второстепени блокчейни. Без разлика дали се тоа Layer 2, дали е пример во оваа ситуација Tether блокчейн, иако моментално нема, ова е земено како пример. Што значи дека имаме ситуација во која што помалите блокчейни кои што немаат толку голема ликвидност, кои што немаат толку токени по стейкинг, може да ги користат Ethereum стейк токените преку ваков тип на апликации со цел дополнително да го обезбедат својот блокчейн преку матичниот блокчейн на Ethereum, кој што е еден од најсигурните во светот. Значи дека ова е нешто многу интересно и многу напредно, дури реално морам да кажам, значи освен во основа и мене ми е на некој начин тешко да го разберам генерално, но пак ќе кажам, значи идејата е таа, моментално преку EigenLayer второстепен стейк на вашите Ethereum токени се прави на други блокчейни со цел истите да добијат заштита од Ethereum, каде што вашите Ethereum токени се користат како рестейк на истите, а во исто време они ви даваат вас награда назад, односно дупла награда, затоа што вие добивате една награда како стейк од блокчейн на кој што се наоѓа вашиот Restake It, а втората награда добивате од матичниот блокчейн, а тоа е нормално Ethereum, каде што веќе за прв пат сте го ставиле вашиот Ethereum во стейк. Така да малку е комплицирано, но верувам дека не е толку страшно, може да го разберете. Значи тоа е поентата и затоа се нарекуваат LRTs, односно Restaked Liquid Staking, практично ќе дојде. Со тоа што не заборавајте дека постојат ризици, односно Ethereum мрежата сама по себе е многу тешко да ја нападне. Така, но овие второстепени блокчейни кои што користат Ethereum мрежата преку овие Restake токени, многу полесно може да ги нападнат затоа што немаат толку голема заштита. Ова е се уште теоретски, но се втравува дека потенцијално ако некој од овие блокчейни биде нападнет, а каде има врска преку EigenLayer со Ethereum, потенцијално овој напад може да дојде и на Ethereum блокчейн. Верували или не, дури и представници на оваа огромна корпорација која што овдека прави стейкинг нодови на се и се што, веќе сме разговарале за нив, значи дури и они не знаат точно да го објаснат затоа што велат дека ова е моментално технологија во развој, ова е низиното прво ниво на кое што моментално се наоѓа и е доста тешка и за разбирање и за генерално објаснување, затоа е најдобро да ја разбереме во основа како ќе се надградува и напредува, така нормално и ние дополнително ќе ја објаснуваме. Така да ова е се што требаше да знаете околу делот со стейкинг и рестейкинг, со тоа што дополнително, значи, зошто е толку битно? Затоа што ова дава дополнителна функционалност на овие погледнете сега овдека. Во Ethereum, само во Ethereum блокчейнот, имаме 49,4 милиарди долари ликвидност. Тоа се голичина на долари кои што се ликвидност на овој блокчейн. Кога на ова вие давате liquid staking и restaking, вие практично давате второстепена и третостепена корисност на овој ликвиден, да речам, капитал. Зошто го зборувам тоа? Затоа што ако вие имате 50 милиарди кои што моментално се ставени под стейк на Ethereum, истите тие 50 милиарди дополнително може да бидат користени како Stake It за и понатаму ликвидноста на блокчейнот да продолжи да функционира и да се развива. И дополнително да се пресели на други блокчейни преку рестейкинг, како што веќе објасниме. Така да ова е многу битно, станува збор за голема маса на капитал и е добро затоа што дозволува ова огромна DeFi маса која што постои на Ethereum екосистемот да биде многу пожива, да биде многу покорисна. Така, со тоа што овдека како протоколи кои што постојат моментално, каде што можете ова да го направите, затоа што е многу битно да знаете каде може да го направите. Првата и најголема нормално е Lido, тоа е посебен тип на пул, кој што ви дозволува да ставите
стейк на вашиот ит и да добиете ST-IT. Значи ова се практично првиот степен, така, каде што за вашиот Ethereum ставен по стейк, може да добиете стейк-ит, така. И друг тип на токени, но сега моментално ние го земаме Ethereum во основа, дозволуваат и други типови на коини, но нели за тоа ќе треба да се истражите сами. За сега ние зборуваме само за основата, само за Ethereum, каде што постои ваков тип на liquid staking и каде што постои restaking на други блокчейни. Као што кажеме, првиот е Lido, кој што има огромна количина на ликвидност, верувале или не. Вториот ни е Rocket Pool.net, каде што исто така може да направите liquid staking на вашиот Ethereum, че они имаат огромна количина на нодови кои што практично ви дозволуваат понатаму овој stake-it од Rocket Pool да го користите на други типови на DeFi апликации. Овдека е нормално и Mental. Mental самиот по себе има свој тип на stake-it кој што се нарекува M-it, кој што понатаму може да го користите на DeFi апликациите на Mental кој што е Layer 2. Значи сега овдека најчесто треба да видите каде понатаму може да го користите ова, се разбираме. Најчесто и самите по себе Layer 2 како Mental ви даваат посебен тип на DeFi, да речем апликации каде што може да го користите тоа. И овдека имаме уште еден кој што се нарекува StakeStone. И овдека гледате дека може да направите стейк на Ethereum, дури и на Bitcoin, каде што добивате staked Bitcoin верзија на вашиот Bitcoin. Се разбира, значи имате за различни блокчейни, но во основа ние секогаш зборувавме нормално за Ethereum. Додека кога станува збор за restaking, односно овие токени кои што вие ќе ги добиете овдека како stake-it, како што покажавме во Lido Pool, така. Сега може да ги користите на второстепени апликации, како што е моментално во оваа ситуација Eigenlayer-от, како што веќе кажавме, каде што може да видите дека сите овие второстепени коини, еве ќе го најдеме stake-it, еве го stake-it на Ethereum, можете да го рестейкате на Eigenlayer, практично ова е директно на самиот layer, каде што може да го заклучите за второстепена стейкинг награда, се разбираме. Истото можеме да го видиме на EtherFi, каде што исто така можете да користите второстепени токени кои што сте ги добиле од стейкинг на Ethereum за да ги ставите под рестейк. Така, значи овде ќе имате различни тип на токени кои што се прифатени на EtherFi, потоа овде ќе исто така Pendle Finance, кој што исто така ви дозволува одреден, значи не сите, треба да видите кои токени од кој протокол се прифатени на овие рестейкинг платформи, значи не можете било кој од вашите токени да го користите на овие платформи, мора да биде специфично тоа што ви е потребно да го користите како рестейкинг. И последната е restakingfinance.com. Исто така, погледнете. Значи вие практично можете ST-IT да го правите рестейк. Значи тоа е второстепен стейк, каде што гледаме дека дава огромна награда, значи повторно ова е ризик кој што потенцијално го превземате затоа што вас ви е заклучен веќе на два протоколи и потенцијално треба да почекате истиот да биде отклучен, но во исто време и наградата е значително поголема. Тоа е се, нема да должиме денес премногу. Благодарам сите оние кои што учествуваат постојано во нашата едукација, како едукатори, така и нормално како ученици, би рекол, во оваа ситуација. Уште еднаш да им посакаме на нашиот понежен пол денеска си поминат супер, да продолжат да се борат за сопствените права нормално и се гледаме во утрешниот лајвстрим во вечерните часови за лов на врв. Ви благодарам и поздрав од Криптогемиџија и од топлата Малта.